започна првиот уписен рок на низ универзитетите на државава, а секако утре и задутре веќе се првиот уписен рок и првите уписи на УКИМ. Секако ние се наоѓаме на ФЕД, каде што денеска со мене мојот соговорник е Владимир Атанасовски, продекан за финансии, токму тука на Факултетот за електротехника и информациски технологии. Добар ден за вас, ви благодарам за одвоеното време. Ајдете, утре, задутре е уписот токму тука. Колку слободни места има и што всушност може овој факултет да понуди за идните студенти? Така, уписите се 17 и 18 август, утре и задутре. Денеска организираме инфоден за сите заинтересирани средношколци за дополнителни информации од 12 до 15 часот, така да ги повикувам да повелат на нашиот факултет за сите екстра информации што им се потребни околу самиот упис на нашиот факултет. Имаме 7 студиски програми, вкупно 440 места во државната квота и уште 210 во квотата со кофинансирање, значи вкупно имаме 650 слободни места. Според нашето досегашно искуство и повеќе од доволно расположливи места за сите заинтересирани кандидати. Она на што сме особено горди оваа година е што стартуваме со нови акредитирани студиски програми, правени според урнек на европски и светски универзитети, со кои што стануваме многу по-видливи во рамките на светските трендови во електротехниката и информацијските технологии. Значи, направени се студиски програми, акредитирани според германска агенција за акредитација на студиски програми од високото образование, така да ги повикувам сите средношколци да си го најдат своето место на нашиот факултет во некој од студиските програми. Така, но ете, спомнавме што се може да понуди овој факултет, но каков е интересот во изминативе години? Во текот на изминативе години имаме некој константен интерес, значи државната квота речиси ја пополнуваме, така што сме задоволни од интересот. Во соглед на капацитетот со кој што располагаме, бројот на студенти кои што ни се запишуваат во прва година за нашите потреби е сосема доволен. Она на што сме и особено горди е што квалитетот на студентите кои што доаѓаат е на многу високо ниво, речиси најдобрите средношколци од државата доаѓаат на нашиот факултет и тоа не прави особено горди затоа што секако квалитетот е поприфатлив за нас отколку квантитетот. Така, моето следно прашање би било и за идните студенти, што би им порачале, зошто баш овој факултет да го изберат? Овој факултет треба да го изберат затоа што нуди голема перспектива. Прво станува збор за многу пропулзивна област, електротехника и информацијски технологии, станува збор за нови студиски програми кои што би им овозможиле голема мобилност во рамките на европските универзитети, па и светските се разбира. Значи би имале транспарентно образование во смисла дека може без проблем еден семестар да поминат на некој друг универзитет, да се вклопат таму и лесно да се вратат кај нас со новите акредитирани студиски програми. Исто така големи можности за постдипломски студии, затоа што нашата диплома е препознатлива секаде во светот. Се разбира, може да продолжат на постдипломски студии и на нашиот факултет овде. И големи можности во поглед на соработка со академскиот кадар, во смисла на работа на проекти, работа на практични проблеми. Имаме голема соработка со локалното стопанство. Во последно време се обидуваме да го ревитализираме Центарот за трансфер на технологии и иновации, во чии рамки голем број на наши компании се заинтересирани да учествуваат и да ги вклучуваат нашите студенти во практична работа и работа на практични проекти, со што мислам дека теоретското знаење и како ќе го дополнуваме со многу практични знаења за нашите студенти.